Почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани представници на медиумите во Република Македонија, почитувани заменици, председатели и министри во владата на Република Македонија, со кренат глас, со одлучна акција на избори, граѓаните на Македонија ја ослободија својата држава, која беше заробена од режимот што ја третираше како приватна сопственост. Со ослободувањето на државата, заедно се вложивме да ја градиме Македонија таква каква што ја сакаме, веднаш како земја за која копнееме. Затоа, во името на граѓаните на Република Македонија, се вложивме да направиме промени. Затоа денеска, една година подоцна, велиме дека зад нас е една година промени со кои Македонија ја градиме да биде земја за сите своји граѓани. Ја кренавме Република Македонија како отворена, праведна, стабилна, земја на можности на 5 столба. На столбовите за економски раст, на столбот реформи, на столбот на услужни институции, на столбот едно општество за сите и на столбот на нашите стратешки интереси, членството во НАТО и Европската Унија. 365 промени во 365 дена, почитувани граѓани. Секој ден Македонија се менува на подобро. Го променивме економскиот курс на државата. Македонија е земја на економски раст и раст на плати. Повеќе пари одат кај граѓаните за подобар живот. Спроведуваме корените и брзи промени и на тој начин градиме држава по европски правила. Се грижиме за да има квалитетни услуги достапни за сите граѓани, бидејќи секој во Македонија е важен. Носиме промени и ја градиме Македонија како едно општество, едно семејство за сите. Македонија е семејство во кое сите граѓани се од прв ред. Ама сите. И конечно, чекориме заедно и одлучно кон НАТО и Европската Унија. Решаваме спорови и при тоа го јакнеме идентитетот. Почитувани, промените ги започнавме со мерките од планот за економски раст. Економски раст за подобар живот за сите. Приоритет што создаде услови за повисоки плати, повеќе пари за подобар живот. Овие мерки добија приоритет затоа што граѓаните го бараат тоа од нас. 90.000 граѓани денеска земаат повисока минимална плата. Најмалку 2.000 денари повеќе секој месец. Просечната плата во Македонија е повисока за 5,6% во споредба со истиот период лани. Со мерките од планот за економски раст, оваа 2018 година е година на финансиска стабилизација на нашата земја. Во буџетот за 2018 година определивме 3,1 милиарда денари за програмата за економски раст и развој на земјата. Тоа представува 46% повеќе од средствата за таа намена во однос на 2017 година. Вкупниот буџет за мерките за поддршка на малите и средните предпријатија изнесува 645 милиони денари или 10,5 милиони евра. Најавивме и остваривме промени и во делот на странските инвестиции. Обезбедивме 16 странски инвестиции од вкупно 200 милиони евра за една година. Предвидени се 2750 вработувања од овие 16 инвестиции. Потрошени се 0 денари, пари на граѓаните. За претходните 11 години беа потрошени 250 милиони евра за 23 странски инвестиции. Дополнително, соопштена ми е одлука за инвестиции од 100 милиони евра за стаклара во Македонија, 60 милиони евра за ладно валање на метал и 80 милиони евра за фабрика за производство на цигари. Сите гринфилд инвестиции. Ке има многу домашни странски инвестиции во периодот што доаѓа пред нас. Во реализацијата на оваа нова стратегија за раст на економијата, свесни сме дека граѓаните се акционери на промените. Ним треба да им испорачаме резултати. А граѓаните ги чувствуваат промените, бидејќи ги враќаме парите, токму кај нив. Струјата поевтини, нема радиодифузна такса, пораснаа субвенциите за земјоделците. Постигната е највисока просечна откупна цена на тутунот од 217 денари по килограм на задоволство на 30.000 семејства кои живеат од тутун. Тоа се повеќе од 100.000 граѓани. Грозието, индустриските, есенските земјоделски култури лани поминаа добро и со пласманот и со цените. Зелката на отворено оваа пролет
Доматите и краставиците се продаваат по пристојни, задоволителни цени. Задоволни се земјоделците многу повеќе од порано. Земјоделството го правиме атрактивно и за младите. 424 млади земјоделци добија грантови од по 10.000 евра за да започнат собствен агробизнис. На сите земјоделци, на кои земјоделството им е основна дејност, имаат приход до 1 милион денари во тековната година, персоналниот данок ќе им биде целосно вратен. Тоа значи дека речиси 65.000 земјоделци добиваат поврат на персоналниот данок. Со оваа мерка, околу 7 милиони евра повеќе пари ќе останат кај земјоделците. Ние се определивме за реални проекти кои го подигаат растот, а не на проекти за споменици и фасади. И тоа е промена. Се градат нови 800 километри брзи и безбедни патишта, за кои се обезбедени 270 милиони евра. Коридорот 10 сега е целосен. Се градат железниците од коридорот 8. Се гради гасификацијата на Република Македонија. Граѓаните од 34 општини ќе добијат водовод и канализација и се тоа покриваме 40% од населените места, за разлика од досегашните 18%. Тоа е уште една суштинска промена. Голем е бројот на мерки за промени. Не се добројуваат. Затоа 365 промени за една година е документот на веб страната на владата, кој од денеска е пред нашата јавност како темелен извештај на едногодишна работа во интерес на граѓаните. Почитувани, првите значајни промени ги направивме со сеопфатни и структурни реформи, според точно предвидениот таймлайн. Спроведовме брзи и коренити промени за држава по европски правила. Оваа влада се заложи својата работа да ја темели на отворени, транспарентни, сигурни и ефикасни институции, кои комуницираат и соработуваат со граѓаните. Отворена влада, наместо влада која крие. Сите податоци и трошоци на увид на граѓаните. Факт се и промените во медиумската сфера во Македонија. За прв пат после една деценија, медиумските работници се ослободени од политички притисоци. Наместо брутални напади врз слободата на медиумите, денес има гласност наспроти молк. И треба да има. Издействувавме темелни промени во правосудниот систем. Новата стратегија за реформа на правосудниот сектор е патоказ по кој ќе се движат реформите во правосудниот сектор, за враќање на довербата во институциите, за обезбедување правна сигурност и за заштита на правата и слободите на граѓаните. Нема веќе притисок врз судиите. Усвоени се закони и измени на законите на судови, сведоци и укажувачи. Судските процеси се отворија комплетно пред граѓаните. Го зголемивме бројот на електронски услуги. Применуваме современи информатички технологии и дигитализација на обезбедување побрзи, поедноставни и лесно достапни услуги за граѓаните. Спроведуваме политики за професионална јавна администрација како сервис за граѓаните. Во делот на реформа на полицијата воспоставивме независен надворешен механизам за контрола на работењето во полицијата. Промените се најдлабоки во делот на безбедносните и разузнавачките служби. Во интерес на гарантирање на законитост, заштитата на човековите права и безбедноста на државата и граѓанинот и за враќање на довербата во системот. Со новата стратегија за образование 2018-2025 воведуваме образование без притисок, образование кое учи. Учениците, родителите, наставниците и професорите се едни од првите сведоци на промените. Укинато е екстерното тестирање и ревидиравме Кембридж програмата. Внесуваме промени со помалку часови и помалку предмети за учениците и нов закон за високо образование. Почитувани, грижата за сите наши граѓани е на врвот на приоритетите на оваа влада. Се грижиме и обезбедуваме квалитетни услуги, достапни за секого, затоа што секој е важен. Околу 50% од лековите на рецепт од оваа пролет се со намалена цена. Со тоа заштедуваме 2,4 милиони евра. Тоа се пари на граѓаните. Преку заштедите се овозможува проширување на позитивната листа на лекови за терапии за други дополнителни диагнози. Европските стандарди во грижата особено ги применуваме во социјалната сфера. Со законот за стечајци го затворивме наследениот проблем на сите стечајци во земјата. После 20 години заборав, решено е животното прашање на 5000 стечајци, наши сограѓани.
ја започнавме имплементацијата на младинската гаранција за зголемен опфат и вклучување на младите невработени лица на пазарот на трудот. За прв пат во нашата земја се применува програма за персонална асистенција на лица со попреченост. За прв пат имаме програма за ослободување од здравствена партиципација за деца од семејства корисници на социјална помош. Обезбедивме нови 300 вработувања во центрите за социјална заштита и во градинките. Воведовме двосменско работење на градинките. Самохраните родители се ослободени од плаќање надоместок во градинките. Ја вративме довербата во полицијата. Заврши полициската држава. Сега полицијата е заштитник и пријател на граѓаните, а малскиот полицаец, позарникарот, е пријател од соседството. Улиците стануваат повторно безбедни за сообраќај. Промената е во тоа што се грижиме. Подеднакво за сите. Ги создаваме сите услови за обезбедување на уставната гаранција за Република Македонија како социјална држава на еднакви граѓани. Едно општество за сите, едно семејство за сите. Држава во која сите се граѓани од прв ред. Држава во која законот важи еднакво за сите. Завршија политиките од минатото што стимулираа нетрпеливост. Нема реваншизми, нема партиски поделби, нема етнички поделби. Во таа насока го предложивме законот за употребата на јазиците, со кој ќе се прошири употребата на службениот јазик, што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните согласно Уставот и амандманот 5. Законот им овозможи на граѓаните да комуницираат со државните институции на својот мајчин јазик и со тоа полесно и поефикасно да ги остварат своите уставни права. Воедно, законот целосно ја гарантира и соодветната употреба на македонскиот јазик, но и на другите јазици кои се во службена употреба во одредени единици на локална самоуправа. Јас сум убеден дека тоа што се создава во Република Македонија како општество еднакво за сите е промена за трајна придобивка која што ќе направи земја од која сите ќе се гордееме. А нашата гордост е и нашето културно наследство. Затоа го штитиме културното наследство, а така го јакнеме и идентитетот. Охрид останува град на УНЕСКО. Правописот на македонски јазик е бесплатен и достапен за сите. Ги заштитивме Курбиново, Скопскиот аквадукт и иконите во Музеот на Македонија. Почитувани, во ниту еден момент, пред ниту една пречка не застанавме кога станува збор за нашите аспирации за членство во НАТО и Европската Унија. Чекориме кон НАТО и Европската Унија за праведна и економски силна Македонија. Решаваме спорови, го јакнеме идентитетот. Владата на Република Македонија ги продолжува разговорите со владата на Република Грција. Никогаш не сме биле поблиску до решение, а пријателството меѓу двете земји и двата народи никогаш не било поголемо. Македонскиот јазик е потврден, идентитетот наш македонски е потврден. Не е лесно ова прашање, но на Македонија и треба лидерство да исчекори напред, а не само празни зборови. Покажавме дека сме подготвени да водиме и затоа ве повикувам, почитувани граѓани, приклучете се. Рековме, ќе има референдум. Граѓаните го имаат конечниот глас на референдумот, но граѓаните чекаат лидерство, а вистински патриоти денеска се тие што обезбедуваат иднина на граѓаните. Сите знаеме дека Македонија, после решавање на спорот околу името, станува членка на НАТО. Решаваме 25 годишен спор кој што земјава ја влечеше надолу. Тргнавме конечно напред. Денес Македонија е пријател со соседите, со сите пет. После подпишувањето на договорот за пријателство со Бугарија, трговијата меѓу двете земји порасна за 11,5%. Ова е потврда дека регионот не смее да си дозволи нов циклус на враќање назад. Ова е борба во која на темелите од минатото градиме просперитетна иднина. Македонија е на вистинскиот пат, а темелните реформи се признаени и препознаени од цела Европа и од сите земји членки на Европската Унија, заради што Европската комисија предложи кристално чиста, безусловна препорака за почеток на преговорите за Република Македонија. Тоа значи дека Република Македонија се промени. Му покажавме на светот дека политичката криза е зад нас. Почитувани, сега на граѓаните на Република Македонија им предстои да испишат ново поглавје во историјата
на нашата земја. Четврти Илинден. Историјата има важно место во нашите срца, но ние граѓаните на оваа земја ја зедовме судбината во нашите раце и создаваме нова. Судбина која гледа напред, во иднината. Иднината за Македонија со повеќе надежи, благосостојба и просперитет за сите нејзини граѓани. Во копнежот за една таква Македонија, во која граѓаните се ослободени од стравовите и предрасудите на минатото, ги вложуваме нашите напори, сон и надеж за иднина во која нашиот идентитет се нашите граѓани, граѓаните на Македонија, која е позната низ се Европа и светот како миролюбива и просперитетна, пријателска и убава земја и име Македонија, на кој секогаш се реагира со насмевка. Благодарам.